Уште еден кратовчанец со нас во студиото денеска, мој драг колега Кире Тонев, кој што работи како снимател во македонската телевизија. Ќе ни раскаже за тоа како некогаш се живееше во Кратово. Кире, добар ден и добре дојде. Добар ден, Сузе. Благодарам на поканата. Прво да ги поздравам сите гледачи на македонската телевизија, воедно и сите мои колеги што работат исто во македонската радиотелевизија и нормално моите земјаци кратовчани. Кратовчани пред се. Да. Сите што се родени и пораснале во Кратово и од разни причини го напуштиле градот, секогаш сакаат повторно да се вратат во него, ако не да ги живеат истите моменти, барем да се соживеат со сеќавањата. Но мораме да истакнеме дека тие најмногу ги забележуваат промените што ги носи новото време и промените кои што настануваат заради промена на генерациите. Како беше некогаш во Кратово, како е денеска, што ви недостасува кога ќе отидете денеска во Кратово? За жал тука, ќе дам, не знам дали директен или треба да го малце проблемот раскажам. Значи, ние, кратовчаните, секојаш, кај да сме, ќе се вратиме. Значи, тоа, не знам, традицијата така, секојаш не водела и мислам дека ќе не води. За жал сега Кратово е, мислам, така, како малку да кажам, поинаку се живее како времето кога вие бевте помлада генерација. Целиот исток е запоставен на еден начин. Мислам дека многу се иселени. И ја можам да кажам само за моето детство, ја кога бев во Кратово, како тогаш беше. Сега Каква беше, да речеме, тогаш културата на живење? Имаше дружење меѓу луѓето, сите меѓу себе се дружеа, постоеше малски живот, почитување на возрастните од страна на помладите. Луѓето се познаваа по фамилии, по статус. Имаше некој ред и вредности кои што се почитуваа како што е во другите градови низ Македонија. И денес се познаваме по фамилиите, само што тогаш Кратово беше еден, мислам дека од ако еден од најдобрите, ама еден од подобрите градови за живење во Кратово. И ако велите дека еден од подобрите градови за живење, разговаравме дека некогаш ноќниот живот во Кратово беше најдобар во Македонија, подобар дури од главниот град. Точно. Ова, мислам, можам да се сложам со вас и тоа можам да го докажам затоа што во Кратово тоа време, ја кога сум имал некој си 12, 13, 15 години. Значи, имаше, не знам, едно 4-5 ресторани со жива музика, имаше 2 дискотеки, имаше безброј кафичи. И тоа ама имаше и серенади. Серенадите забава за сите генерации. Да, серенадите се посебно затоа што Кратово, мислам дека тоа време е препознатлив по тоа, по серенадите. Значи, тогаш и мислам, не знам дали уште постоеше еден тамбурашки оркестар, Магнифико, дали сега не знам, не се сеќавам дали уште постои, каде што во Кратово музиката била секогаш на прва основа, дали било тоа ресторани, кафичи и надвор од кафичите, под домашните, не знам, слави, како да кажам, пред куќи, нели, серенадите се правеле пред куќи. Ние како деца, јас сум присуствувал на многу серенади, како што сме гледали, мислам, сега. Па еве, нека остане еден помлади аманет за вашите генерации, кога се враќате во Кратово, да го соберете старото друштво и да направите, организирате убави серенади и да го оживеете тоа време што некогаш се живеело во Кратово. Па сега мислам дека има доста што се иселени, ама доваѓаат за време на новогодишните, не знам, великденските празници, летните. Да. Мислам дека уште Кратово живее, ама во одреден период. Значи, кој не дошол во Кратово, значи, му пожелувам да дојде, за да види дека стварно Кратово од секогаш плени со една добродушност, една, не знам, гостопримливост.
и секогаш знаеме да направиме добар ноќен живот. На времето се сеќавам, јас дојдов на 16 години во Скопје, ама порано мислам дека Кратово имаше подобар ноќен живот него во сега Скопје. гледајќи ги, да. И сакам само да кажем дека ние како млади и се сеќавам од постарите, кога идевме за Скопје и ми вика: ајде бе, сега ќе одите у Скопје, што ќе правите таму, демек, разбираш? Седи овде во Кратово. Да, демек, знаеш, абе, тоа е едно големо село. Значи, пак тој град, мислам, сакам да потенцирам дека имал своја традиција, култура и традиција и култура која што ја сте ја живееле секојдневно и сте ја чувствували. Гледајќи ги сега инсертите од Кратово кои што ни одат додека го правиме разговорот, дали како деца си игравте покрај кулите, покрај мостовите, некако еден соживот со сето она што значи културна традиција и градби? Секогаш чаршијата кај нас била една од како, не знам, исто можда е како и Скопската чаршија. Значи, ние прво станување од дома, значи ти е да одиш во чаршија. И традиција била во Кратово, не можеш да отидеш недотеран во чаршија. Така. И твоите родители да те видат недотеран, мислам, лошо ќе поминеш, значи не без разлика на било што. Ете, тоа е тие културни вредности што се негувале. Да, тоа се некои вредности што у Кратово секогаш, да не зборам за, значи, кога имало корзо, значи тоа било, значи, добро, сепак јас сум бил тогаш некои си 10, 12, 13 до 15 години, тој период, после тоа нели почнаа дискотеки, не знам, таму вамо, некои си други помлади генерации. Така да за Кратово можам да кажам дека во однос на ноќниот живот секогаш бил број еден за мене. Сега кога сме кај традицијата и дел од културното живење на Кратово, до ден денес е останато, доколку отидете во Кратово, подолго време не сте била, сте од Кратово и видите, сретнете некое младо дете, прво што го прашувате од која фамилија си? Точно. Тоа си останува традиција. Си останува традиција и ден денеска се знаеме, така да и сега баш пред мене гостинката што беше. Ива? Она е помлада, баш ја прашав. Ве прашав, дали се познавате вие двајцата, сте од Кратово? Ја прашав на кратовски, на кого си? Значи тоа е нормално. Сосема јасно, да. И било каде, пошто Кратово е град што, например, можеш да сретнеш луѓе од целиот свет. Да. Така да има, нели, она, како што се анекдота, Кратово мал Париз. Одлично, одлично. Меѓутоа, за жал, велиме изменете и се работите, градовите ни се празнат, па така и Кратово. Рековте дека Кратово живее во одредени периоди од годината, кога се празници, кога се летни одмори, па кога има туристи, студентите, средношколците се враќаат, па градот живнува. Инаку некако се добива чувство дека другите градови, па и Кратово се градови на пензионери и убави се да ги посетите ден-два и да се вратите повторно во метрополата. Па мислам дека сега на ова прашање ќе одговорам на друг начин. Мислам дека ова е резултат на некои други, не знам како да кажам сега, политики, обштествени случувања во државата, каде што јас ќе ви кажам еден податок. Например, не се сеќавам дали 87-8 година, мислам дека Кратово броеше само еден невработен во Завод на статистика. Така? И мислам дека тогаш еве, не можам да тврдам, али пошто ова го имам чуено од мој добар пријател, мислам дека е точно. Ми кажа дека тогаш покоен Љубесав Иванов рекол, ако е тој еден, одма да го запослите. Значи, 88 година мислам дека во Кратово немало невработен. Тогаш можеме да наречеме тој бил некој златен период кога се живеело во Кратово, е дел од нашите генерации, зашто така можеме да се сеќаваме. Така да и самото тоа покажува дека тогаш сите биле вработени, сите имале допринос и можеле да си дозволат
да имаат некој си ноќен живот, да останат тука во градот, да живеат. Борбата После за тоа, 90-тите, екзистенција значи- всушност ги тера младите и луѓето да заминуваат од помалите градови и својата екзистенција да ја бараат надвор. Па добро, види, Кратово од секојаш после средно школа сите оделе на студии во Скопје. И сега нормално е кога ќе доеш во Скопје, ретко кој се вратил. Едино може да... Ама има и такви што се враќаат. Има, ама еве ја Кире, дали некогаш би се Ја вратил не да памтам живееш во некојаш. Кратово? можам да живеам во Кратово, ама во пензионерските денови. А и тоа е убаво време. Мислам, зборам за од сегашен аспект, како што е сега Кратово. Да. Иначе, да се врати времето кога било, зборам за од 70-тите до 80-тите, мислам дека немало да имало толкова иселување. Како Кире, како кратовчанец, со неколку зборови или реченици би поканил некој свој пријател да дојде и да го посети Кратов? Па види, сите тие што ме знаат и што ме гледаат денеска, знаат кој е Кире и мислам дека не треба да ги поканем, треба сами да дојдат и да ме побараат. Доволно е што Сега сте да не од бидам Кратово. суетен, Да. ама Поканата мислам е дека доволна да отидете да уживате во убавото, топлото добре дојде, гостопримството на кратовчани, културата, традицијата и сето тоа што може да ви го понуди Кратово како град кој што има навистина што да понуди. има, да ви кажам, благодарам на поканата. Останува да бидете горд што сте кратовчанец, никогаш да не заборавите на своите корени и секогаш кога можете повторно да се враќате во Кратово, но Кратово да и убавините на Кратово да им ги пренесувате и на вашите млади генерации. Така е. Како реагираат вашите Секогаш- деца на секогаш Кратово? го Сакаат ли пренесувам. да ги носите во Кратово? Утре ќе одам за Кратово. Одлично. Да. Моите деца го сакаат Кратово. Мислам, поголемиот одеше за време на летниот распуст. Секогаш во Кратово, по недела, по 2. Има многу другари од Кратово. Така да, тоа Кратово нас не е у срцето. Кире, јас ќе ти се заблагодарам и за гостувањето во студиото, меѓутоа и за прекрасните инсерти кои што ги гледаме во текот на цело издание посветено за Кратово, кои што ги направи токму ти, затоа што како екипа од Македонската телевизија го посетивте Кратово и обезбедивте инсерти специјално за ова издание од емисијата. Благодарам. Можем уште повеќе да направам за Кратово.